Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Уште на самиот почеток ви ја најавувам темата, зборуваме за миоми на матка, кои што се честа појава кај жените во репродуктивниот период, најчесто безопасни, но сепак треба да се следат и доколку треба и соодветно да се третираат. Токму на оваа тема утрово разговараме со примариус доктор Васо Коруновски, специјалист гинеколог акушер од приватната здравствена установа Коруновски МВР. Добро утро, доктор Васо, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро и добро ве најдов. Ја решив едно време да не доаѓам повеќе во емисии од една проста причина што мислам дека повеќе треба младите да се поактивни и еден апел по младите колеги да се пријавуваат повеќе затоа што се помлади, похубави, посвежи се повеќе и така да имаат можеби повеќе нови информации колку нас постарите, али кој би можел тебе да искуството што го имате и вие повозрастните, така е добро да се слушне. Така, да ви благодарам што што прифативте да ни гостувате. Ги правиме овие емисии, пошто секогаш биле добри, поучни, сите што гледаат, обично се доста захвални за она што го слушнале или како ја водиме емисијата. Така, да. Кога веќе ја отвораме темата за миоми, отвораме една малку поширока тема, грижата за репродуктивното женско здравје во различни фази и периоди од животот на жената. Зошто е важно? Која е основата на таа грижа? Репродуктивно здравје е најважното здравје кај жената, да кажеме, затоа што со тоа репродуктивно здравје се ствараат после и нов живот и се продолжува на целата земја, луѓето, сето со тоа репродуктивно здравје. Ако жената не се грижи за своето репродуктивно здравје, може да дојде во ситуација кога да има што ќе има она доволно проблеми во својот живот, него и можеби да и се наруши репродукцијата, што е така не е убаво нешто да бидеш во ситуација да не можеш да си да правиш својата репродукција. Така. И затоа репродуктивното здравје е една од многу битните работи и треба кога ќе бидат веќе свесни за својата сексуалност, своето женско здравје да посетуваат гинеколог. Така. И велиме грижа за женското здравје во различни фази и периоди од животот, што значи дека и по настапување на периодот на менопауза не завршува посетата на гинеколог. Со добивањето на овие нови животни методи во животот со многу методи на да не стареат луѓето, се продолжува веќе животниот век и сега имаме ситуации што порано не било така да има поголем животен век со менопауза отколку кога да настапува менопаузата, така? Не само подоцна, него подолго да трае моментот од кога ќе настапи менопауза во незиот живот, него кога веќе била во репродукција. Така да никако не смее да се занемарат тие особи кои што се веќе во менопауза, поготоа што ни самите тие не смеат да се занемарат. Затоа што кај нас е некое правило као готово родив она, сега више нема мезиси, готово крај, се заврши сетот, што не е вистина и не е така. А понатаму во тој период ред други, така, гинеколошки проблеми се јавуваат кај жени. Секој период од животот си носи своји проблеми. Значи не е sejedno дали некоја особа со 20-30 години која ќе дојде на преглед, значи очекуваш да има едни проблеми, а особа со 40-50 очекуваш да има други проблеми. Иако секогаш има исклучоци, али во основа така би требало да биде секој во своето време да си има своји проблеми. Ние ја обработуваме оваа тема, но оставаме простор доколку гледачките се јават да прашаат за каков било гинеколошки проблем кој што го имаат и да побараат совет од вас. Треба, поготово што веќе од млада возраст треба да се почне со грижа за своето здравје, а една од битните работи во таа грижа за своето женско здравје е посетата на гинеколог. Ние тоа милион пати го кажуваме и не само кај нас, него сегде во светот, дека превентивните прегледи и оние кои што ако баш ништо не ти се случува во текот на годината, бар еднаш да го посетиш својот гинеколог, што поготово во фаза кога сте во репродуктивна фаза од животот, каде што тоа зборуваме во период кога репродуктивна фаза е кога они можат да направат бременост, значи кога имаат менструации, кога имаат се што треба да имаат. И затоа бар еднаш, а нормално ако се има проблем, се доаѓа во секое време. Ние дури така и кога ги закажуваме прегледите, таа стално им нагласуваме на пациентките, друго е кога ти закажуваш редовен преглед, па си закажуваш. Але ако имаш проблем, не можеш да речеш сега ќе закажам, имам проблем. Значи кога имаш проблем, си се оди на проблем, барат, што порано така да никогаш никој не е вратен кога дошол со некаков проблем,
да дојде на преглед и да му се реши тој проблем во моментот кога ќе дојде. Да, ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, до самиот крај. Повелете, јавите се и поставете прашање. Со примариус доктор Васо Коруновски, специјалист гинеколог акушер од приватната здравствена установа Коруновски МВ, разборуваме за миоми на матка, но и во текот на разговорот сето она што е важно за грижата за здравието на жената ќе го опфатиме и ќе го споменеме, што е најважното во превенцијата за да спречиме сериозни заболувања. Што представуваат миомите на матка и колку е честа оваа патологија кај жените? Миомите тие се израстоци или тумори, со тоа ако ќе кажеш тумор, обично луѓето многу се плашат од тој збор, иначе самиот збор тумор значи израслина и така, тоа би го превеле од латински, али самиот збор некако лошо делува на луѓето и затоа гледаме да го избегнеме како термин. Значи тоа се израслини на матката кои што се доброчудни, значи во основа да кажеме дека се доброчудни, значи не се малигни, не се карциномски промени, ама сепак знаат да прават проблеми, а се чести затоа што самите естрогени, самите женски хормони ги стимулираат да растат. Така да затоа се така доста чести, дури по некои статистики вели дека секоја трета жена над 30 и нешто години веќе има можност за миоми. Тие можат да бидат некогаш проблематични во однос на големината, во однос на поставеноста, дали зголемуваат крварења, дали даваат болки и така. Иначе може да бидат израснати во самиот зид на матката, тоа се интрамуралните миоми, да бидат надвор од матката, као да се прицврстени на незе, тоа се субсерозни и да се во каналот на матката, тоа се субмукозни миоми. Од сите тие секој зависи каде е поставен, колку е голем и дали ќе дава дополнителни проблеми. Од поставеноста, значи, зависи какви симптоми ќе даде, дали ќе даде или не. Да. Значи, од субмукозните очекуваме да има зголемени крварења или од тие интрамуралните, затоа што не може матката убаво да се стегне кога се запира крварењето и тие менструални крварења обично се пообилни и подолготрајни. Субсерозните, што се на надворешниот зид на матката, тие не толку влијаат на овој дел, али влијаат на може да се дава болки, притисок врз бешика, врз другите органи, па во зависност од големината, нели? И кога имаме такви симптоми, веќе планираме да ги решаваме миомите, иначе они како доброчудна појава не се она во старт кој ќе најдеш као ајде одма да го оперираме или одма да го лечиме. Се прави индивидуална проценка нели за пациентката, бидејќи се земаат во предвид многу работи. И може да се прати, да се види дали они со тек на време се зголемуваат или па прават дополнителни проблеми. Така. Се знае ли причината зошто се појавуваат, зошто се создаваат миомите? Женските хормони ги стимулираат и зависност од кивото, тоа е индивидуално, не значи дека сите ќе се појават. И кога ќе го видиш, онда треба да се следи, да се прати и можно е да имаме влијание и врз репродукцијата, иако они директно не влијаат на можноста за останување на добивање на бременост, али некогаш може да се случи поради локализацијата да попречи патот на јајцеклетките на сперматозоидите така, за да може да не настане бременост. И во тој случај гледаме да ги решиме. Иначе, како миоми, пошто не се директна причина за неплодност, не ги решаваме за да правиме после бременост. Да. А се случува ли веќе? Кога ќе има бременост, да се откријат и тогаш миомите. Да, какви препораки тогаш се даваат на трудницата? Се случува, не да се случува, него тоа е дури редовна појава, пошто за време на бременоста се многу зголемени хормоните кај жената, а пошто нели тие ги стимулираат миомите, така да сите миоми пораснуваат во текот на бременоста. Али затоа после породувањето тие се намалуваат нормално. Сега имаме и такви компликации каде што ако евентуално е царски рез начинот на завршување на раѓањето, да треба и да се извади миомот оперативно, каде што веќе тоа е дополнителен ризик, бидејќи може да дојде со многу обилни крварења и се гледа да не дојде до такво нешто, али некогаш кога мораш се зависи од оперативното поле и од начинот на изведување на операцијата, некогаш мора да се направи. Така да. Хормоните се тие кои што нели го стимулираат растот, а затоа пак во периодот на менопауза па тие се намалуваат. И обично ако миомите не сме ги оперирале до времето на менопауза, обично после тоа поретко е да дојдеме до ситуација да оперираме ради миоми.
Да, затоа што они се намалуваат со текот на животот, кога веќе немаат жените тие хормони што им се лачеле до времето на менопауза. Да. Ама затоа до тој период, ако не притискаат, ако не прават проблем, ако не се доволно големи и ако не се да прават дополнителни проблеми, тогаш не ги оперираме, само ги следиме. Рече, главна и основно лечење е оперативниот зафат. Иако постојат и конзервативни третмани, порано се сметало со давање на некакви лекови кои што ќе делуваат против хормоните, да се престане нивното растање, али тоа е многу непријатно затоа што ти на таа жена ќе ги одземеш хормоните кои што и се потребни на организмот, а за да се намали миомот кој што е доброчинен. Али има и една друга техника која што оди сега со запирање на протокот на крв да не би се хранел миомот. Тоа е доста убава техника и културна и модерна, али не толку популарна затоа што миомите сепак се доброчинни. Не се нешто малигно па сега да мора тоа да го развиваме и да го правиме така. Така да. Во поглед на симптоматологијата, може и да ни дава симптоми, па тие да се откријат случајно на еден редовен рутински преглед. Така? Тоа го повторно го потенцираме, повторно ќе го повторам, дека мора еднаш годишно да се оди на преглед, затоа што имаме работи кои што се без симптоми, значи асимптоматски, а може да направат проблем. Една од работите е така откривање на миом кој што не прави проблем, ние го откриваме со тие редовни контроли кои што ги правиме бар еднаш годишно. Жените. Сега, после тоа, ако е миом кој што не прави асимптоматски, ако не прави ни понатаму проблем, само го следиме нормално. Сега, ако се доведе до некаков проблем, а знаеме дека е поради миома, тогаш веќе размислуваме како би го тоа решиле. Така да. А ако дава симптоми, кои би биле тие што не смеат или не треба да игнорираат, да земат во предвид? Најчести симптоми се обилните крварења и тоа е најголемиот проблем кај миомите и рековме оној притисок што го даваат ако се зголемени врз органите па да даваат болки. Да, многу често се случува тоа. Сега ако се доволно големи, ако имаат негде над 7-8 сантими или повеќе, тогаш постои опасност за со тек на време да некротизира во внатрешноста. Така да во тој случај некогаш и без симптоми ги вадиме тие миоми затоа што се големи. Така да. Обилни крварење споменавте. Тоа значи одстапување од нормален менструален циклус или од како веќе ќе заврши па да се појават некакви значи, крварења? Имаме ситуации каде што се обилни сами. Значи не мора временски менструација да трае подолго, али се многу пообилни крварења затоа што матката не може убаво да се стегне да го запре тоа крварење. Или па да се продолжени крварења. И во едниот и во другиот случај е проблем крварењето затоа што со тек на такви зголемени крварења настанува анемија. Анемијата па после доволна причина за било која болест да настане во организмот, пошто нема да има доволна енергија тој организам да се брани, да се штити од било што. Че анемијата е веќе голем проблем. А крварењето менструални се една причина која што може да доведе до анемија, односно количината и на време траењето на тие менструални крварења. Секоја девојка, секоја жена си го знае циклусот каков е и секој одстапување од она што дотогаш било нормално, треба да и биде некаков знак или аларм. Дека се јави на гинеколог, а и да не се јави поради тоа да смета дека тоа е нормално, сепак на тие редовни контроли може да се открие такво нешто и да се провери ако има доста намален хемоглобин, намалено железо, намалена крвна слика, намалени еритроцити, сепак е тоа некој знак дека нешто треба да се реагира. Така да тоа е убаво да редовниот гинеколошки преглед, ехо. И што дополнително некогаш треба за да се диагностицираат и да се постави диагнозата миоми? За сега се уште е да од редовните гинеколошки контроли е земењето и на ПАП тестот, кој што со тек на време гледаме дека веќе не е толку сигурен, пошто постои една метода што се вика ХПВ типизација, бидејќи човекот што откри дека карциномот на грлото на матката го предизвикан од вирусот на ХПВ, тој доби дури Нобелова награда. Сега ни е јасно дека карциномот на грлото на матката е веќе од инфективна природа. Значи, постоењето на тој ХПВ во организмот, во зависност од тоа дали тој ХПВ од тие високо ризични типови што предизвикуваат карциноми, значи ти дава потенцијална опасност да на тоа место се создаде карцином. И знаејќи го тоа, онда веќе подруго делуваш, подруго реагираш со време пред да дојде до тој карцином. А ПАПа тестот е само една работна диагноза
која што ние се уште во нашава држава и во многу држави во светот се користи како скрининг техника да откриеме кај кои особи треба да се прават дополнителни испитувања, да се дојде до ситуација да се види дали сме во некоја ситуација кај што треба да реагираме пред да настане карцином. Или не дај Боже, ако веќе е запоставен случај, да веќе и го откриеме тој карцином. Така да сега моментално е таа борба што да се превземе, што прво да биде, дали типизацијата или папот, со тоа што типизацијата веќе на големо навлегува во, дури сега се смислени тестови кај што самите жени може да си прават испитување на ХПВ и тој сами да си земаат бриз и тој бриз после да го носат на испитување. Дури до таму оди светот, али мислам дека со тек на време таа ХПВ-тизација ќе биде како примарна техника во откривање на карциномот на грлото на матката. Да, бидејќи со многу поголема прецизност ќе ни покаже во моментот што и каква е состојбата. Сосема различни работи се. Не се дека ова е прецизно, ова не е прецизно. Значи ХПВ-тизација открива дали имаш вирус или немаш, али она не може да ти каже дали тој вирус направил промена на клетките. Тоа обично дали го правиме со папа тестот. Ама папа тестот е некако несигурен, значи само работна дијагноза. Не можеш на основа на него да преземеш лечење или да правиш било што. Значи, кога ќе имаме ние потенцијална опасност, значи сме открили дека имаме ХПВ вирус кој што е високоризичен, 16-18 се највисокоризичните, иако има и десетина други што се високоризични, али овие се негде над 77% од сите карциноми предизвикани од овие два типа. И ако имаш таков вирус најдено кај таа особа, тоа значи дека таа има реална можност да тие направат карцином кај незе со тек на време. Сега, дали направиле или не направиле, се прават дополнителни тестови, како што е биопсијата и така, што е сигурна децидна метода, и онда од резултатот од самата биопсија и од ХПВ типизацијата доаѓаш до ситуација како таа особа ќе ја лечиш понатаму, бидејќи не е sejedno дали ти ќе направиш еден тип на лечење, а да ситуацијата барала друг тип на лечење. И тогаш може да биде да се дојде во ситуација да ти си направил поголемо земање на материјал, а не требало, или па што е уште полошо, ти си направил мала интервенција, а тоа се скрило што е потенцијалната опасност и понда со тек на време таа ќе добие тоа што не убавија да ти одобие. Така да затоа треба да си имаме точна дијагноза, па тогаш да речеме да ова ќе го лечиме на овој начин. И така. Да. Се уште е во пораст, да. Се извинувам што ве прекинав, тука би го спомнал, значи секогаш тоа треба да се знае она златно правило кое што од секогаш постоело, не е од наше време, не сме го измислили, дека е многу подобро нешто да се спречи него да се лечи, затоа сега постојат тие вакцините против ХПВ. И ова е еден апел до сите што не слушаат да се ги вакцинираат своите деца, пошто вакцинацијата против ХПВ, иако е задолжителна, сепак некако тоа не е толку да оставено е повторно на желбата, ама пред на родителите, велиме, бидејќи децата се мали. Затоа што вакцинацијата би требало да се направи негде околу 12-14 години и во тоа ќе се примаат само 2 дози. Пошто над 14 години веќе одат со 3 дози, и до 19 години сега за сега е бесплатна. Ако некој пропуштил тој период, може да се вакцинира бесплатно, бидејќи добра заштита е до крај на живот да не добие карцином на грлото на матката, и овде би го спомнал само примерот да не се задолжиме многу со. Ако многу е важно, бидејќи се уште е голем бројот на карциномите на грло на матка, зошто кога имаме добар начин како да го спречиме. И еве како пример би ја спомнала Австралија, која што е земја што има над 90 и не знам колку посто вакцинираност, и таму веќе со години немаат карцином на грло на матката. А еден друг пример, се не го знам точно законот во Словенија каков е, али знам дека имаме неколку девојчиња што се дојдени за да се вакцинираат, бидејќи таму студираат во Словенија, од Македонија, да, кои што не се вакцинирани, таму не ги примаат на втора или прва година на факултет ако немаат вакцина против ХПВ. Да. Сега веќе воведена и за момчињата, бидејќи подеднакво нели е важно и преносот, значи не е само, али ако ХПВ-то може би ова за друга емисија било тоа, али како само да го спомнам дека ако ХПВ-то како вирус кај машката популација дојде на друг дел од телото, не на гениталиите, тогаш е многу поопасен отколку кај женските. Али кај женската популација најмногу делува на гинеколошките органи. Така да. А и возраста 18 или до 19 години вакцинирање е оставено веројатно затоа што тогаш можат и сами да одлучат дали ќе се вакцинираат. Тоа малку се промени кога поради ковидот, нели, тогаш долго во тој период не се вакцинираа луѓето поради вакцините против ковид.
беше до 16 години да биде бесплатна, па се зголеми, што е добра, таа би ги пофалил, што го зголемија до 19 години, затоа што од еден период немаше вакцинации, така за сега да се тоа не дополни, затоа до 19 и за момче и за девојче е бесплатна. Тоа не значи дека не можат повозрасни луѓе да се вакцинираат, пошто вакцината е нешто што делува против вирусот. Значи она не, а вирусот може да го добиеш и покасно. Така иако овде е бесплатна во вакциналниот календар, а до која возраст можат оние кои што сакаат? Ја примив на 40 години, ја лично. Така да може да се прими покасно. Еве да не биде дека нели како што имаше порано едно кажуваш, друго правиш, ја лично сум вакциниран, моите деца се вакцинирани. Еве сега и детето што ни е 8 оделение, кога во школа доби покана за вакцинација, ние го вакциниравме. Али пак тоа би го нагласил, иако задолжителна е, сепак во поканата беше кој сака, што мисля дека малку не е од едно со друга, ако е задолжително, значи треба. И ние затоа што во оделението еве имаме деца што се дружат и што само 7 деца се вакцинира од цело оделение, не другите. Зашто е тоа така, не знам, треба да се нешто промени во начинот на известување. Сега, ако не грешам од она што сум го прочитала и претходно, дека во Кичево има најголем опфат, што е и за Во моментов не знам точно статистиката и не знам точно како е сегде, тоа не би го дал, пошто не бевме за тоа спремни за емисијата, не би сакал вака да кажувам некои оценки за нешто што не знам, али ако е така, тогаш е супер, значи помалите места се предњачат во однос на Скопје, што не би било баш популарно за нашиот град. Се зборува и за ХПВ вакцината и за карциномот на грло на матка, ама веројатно за вакцинацијата дело треба малку и поголеми, пообсежни кампањи на ниво на државата да спроведуваме. Треба нешто да се прави секако, затоа што не знам зашто толку антиваксери се појавија одеднаш. Иначе, ако веќе збориме за вакцини воопшто, не само за ова, иначе за ова да кажеме дека не е нова вакцина, вакцината од 96 година и до сега сите и кај нас што се вакцинирани, а и воопшто во светот од статистички податоци што имаме, нема ни една девојка, жена или било кој, или и машки што се вакцинирани, а се вакцинирани да добиле карцином на грло на матка. Значи, ни 0,01%, значи не постои секоја што е вакцинирана, не добила карцином на грло на матката и тоа те штити до крај на животот. Така да тоа како пример, еве да знаат дека е тоа така. И за луѓето што обично после коментираат, пошто полно пати кога ќе збориме за вакцините, после имаме многу неубави, непријатни коментари, дали на социјалните мрежи, као дали сами вакцинирате се, носите си децата ваму таму, многу неубави коментари од луѓе кои што не знам зашто тоа го прават, али еве да им кажам, еве јас сум вакциниран, така да и моите деца се вакцинирани, уште еднаш да нагласам, затоа и мојата сопруга е вакцинирана. Така да може да тие коментари да не ги многу. Така да. Може би стравот кај родителите лежи од она што сме го слушале да не им влие на плодноста понатаму. А нема никакви треба во предвид да се земат и животниот стил на децата. Знаете сега колку порано почнуваат со алкохол, со цигари, со нездрава храна, многу други фактори влијаат комплетно на сето тоа и поопасни. Иначе, како пример за вакцинацијата, како би ја кажал, во време на Југославија, во таа држава што порано живеевме, има две работи кои што цел свет и ден денеска ги смета како икони за вакцинацијата, да во Југославија се успеало да се спречи туберкулозата, која што била многу раширена. Зашто? Само затоа што секој бебе на излегување, кога излегува од болница која е породено, добива БСЖ вакцина. Тоа е законски и тоа мора да се направи, затоа нема туберкулоза. И познатата вариола вера, која што дури и филм има снимено кај што Раде Шребеџија глуми, и во колку лоши спомени ни е останато на нас, овие генерации кои што во тој период сме го гледале филмот. Единствена земја во цел свет каде што успеала вариола вера се спречи за 45 дена, значи 22 милиона луѓе да вакцинираш за 45 дена, тоа и доаѓале луѓе од светов, значи од било каде во светов, не само некои земји околу нас, доаѓале да учат како тоа се прави. Ете тоа. Чисто овака, ова надвор од темава наша, ама како информација, дека кога имаш организирано такво нешто и кога нешто е баш како што тебе направено, онда ја спречуваш болеста, секако. И уште една потврда за сите што се антиваксери за било кој, да знаат дека е секогаш многу подобро нешто да го спречиш пред да се појави, отколку ќе дојде па да го лечиш после тоа. Не знаеме во која фаза ќе биде откриено, каков ќе биде текот. Секој организам е различен, некој подобро ќе го поднесе нештото, некој. И јачината на вирусот исто така. Може да добиеш
за несреќа полош вирус отколку некој што ќе добие подобар вирус. Мислам подобар. Нешто што не прави овие малигни промени. Так, и самиот организам, имунитетот, имунолошкиот систем и ред други нешта. Ќе погледнем. Ова беше спомнато за пап тестот кој што е една од редовните гинеколошки во поставувањето на дијагнозата за миоми, ама ако добро се надоврзавме. Иначе во тие редовни прегледи спаѓа и микробиолошките брисеви, со тоа што микробиолошките брисеви не ги правиме кога си е се чисто, кога не гледаш да има инфекции, не се она као редовна контрола. Али кога има некаков проблем околу секретот и така, пошто тој микробиом, вагинален микробиом е многу битен и затоа е добро да се види ако е севорет и ако се тие лактобацили количински колку што треба да бидат во вагината, тогаш тоа е многу добра заштита за да не се појавуваат разни други инфекции. Сега некогаш и микробиологијата ја правиме како превенција во случај кога сакаме да планираме бременост или кога имаме почетна бременост, за да нешто што може да ни ја оштети или да ни ја намали можноста за бременоста, како што се хламидиите, микоплазмите, уроплазмите, ние ги откриваме со тие микробиолошки брисеви и даваме терапија кога сме во ситуација да дадеме убава терапија без да бидеме ограничени од бременоста. Значи која планираме. А и секако кога ќе настане бременност, го правиме за почетокот да видиме дали случајно има нешто тако па да се лечи. Так, и во текот на бременоста се што ќе се појави како промена навреме се презема. Микробиологијата не спаѓа како пап тестот или како ХПВ типизацијата да мораш да ја правиш баш редовно, али кога има проблем секогаш се прави затоа што да се открие на време и плюс е добра метода бидејќи ти можеш вака на самиот преглед да помислиш дека ја има таа инфекција, да си сигурен дека е така, али со микробиолошката анализа не само што добиваш дека ја имало инфекцијата, го добиваш и антибиограмот, значи она што треба да дадеш за да таа биде излечена адекватно. Така да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами па продолжуваме понатаму. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот, иако веќе ближиме кон крајот, секогаш брзо поминува времето. Во прегледите, ехо прегледот само да го доспомнеме. Да, ехо спаѓа во таа редовна контрола. Ултразвучниот преглед, тоест ехо прегледот е многу битен и кај помлади, кај повозрасти секако, затоа што многу работи кои што вака не би ги знаеле, ги откриваме, поготоа што во после време тие ехо апарати се толку софистицирани, толку добри да ја мислам дека со годините како што ги прават се подобри, дури да нема ни потреба да размислуваш, само треба точно да ја усмериш сондата кај што треба, па се да ти каже самиот компјутер во ултразвукот. Иначе Ама и добро да се знае да се читаат резултатите. Да, добро, така или она што го имате како приказ. Иначе сепак дека треба да има некој кој што тоа знае да го намести, поготоа што тој најновиот апарат што го имаме што е совршен. Сото ако не ја намислиш добро, пресекот не ти дава ништо. Значи тоа мора да знаеш како да го направиш тој пресек па да ти ги даде резултатите. Добро, иначе така ги откриваме и миомите, пошто за тоа беше емисијата. Ултразвучниот преглед е сосема доволно и гинеколошкиот преглед секако. Иако некојаш магнетот или компјутерот дополнително ги правиме, али овај доволно и ултразвукот да се открие миомот каде е, колкав е, како изгледа и дали има можност за таа некроза и така, и дали би до заклучок да треба да се вади или да не се вади. Од друга страна, со ултразвучниот преглед многу ни се битни јајниците, ендометриумот, внатрешноста на матката, јајниците, поготоа кај млади особи, поготоа што тие полицистични јајници, ендометриотични цисти, чоколадни цисти или било какви се откриваат баш со ултразвук и така да после тоа правиме и дополнителни прегледи, како што се маркери или сосема нешто друго, за да дојдеме до ситуација да видиме, да ја знаеме диагнозата и како да ја решиме. Дали не е само да дознаеш, него да го решиш тоа, што ќе го најдеш. Така да со ултразвукот е така една моќна машина каде што можеме да откриеме доста работи. Да. Не мора да биде само еден миом. Има состојби, ситуации, може случаи да има, каде што и повеќе полимиоматозни утеруси, каде што имаме повеќе миоми, каде што и можно е некојаш и самиот зид на матката да биде миоматозен, да не мора да има посебен миом како посебен миом и така. Сега, како што спомнавме на почетокот, тие субсерозните, ако треба да се оперираат, многу лесно, полесно се ваде, него полесно се ваде, затоа што се они надвор од матката.
и во денешно време тие се гледа да биде помалку инвазивни тие методи, како што е лапароскопијата, каде што со тие дупчиња се влегува, па може да се извади миомот. Кога е во зидот на матката, тоа е малку понепријатно, затоа што треба да се сече, ако зборуваме пак, ако треба да дојде до интервенција. Да. Треба да се сече матка, па послубово да се направи реконструкција и така, а додека субмукозните кои што се во самиот канал внатре, сука се прави хистероскопски преглед, каде што убаво се гледа, се влегува со камера во внатрешноста на матката и тоа убаво на монитор го гледаш и можеш едноставно, ако има како полипче или како такво да го решиш. А ако е пак во зидот, тогаш потешко би се решавало, али пак ќе нагласиме дека не мора да се решаваат хируршки. Да, најчесто се следат. Да. Може ли кога ќе видат отстранети, ако веќе нели се донесе одлука за отстранување, повторно да се појават? Може секако, затоа што не е миомот вакцина, нели, па да не се појавуваат повторно, он не е решавањето зборам за миомот како вакцина. Оперативниот третман е тој што ќе ги извади, али она што го создало тој миом повторно си постои, кажете, хормоните повторно си работат и се создаваат. Сега затоа и не толку често се одлучуваме одма видиме нешто, ајде ќе го извадиме. Значи затоа е следењето, затоа е пратењето, затоа дополнителни тестови, дополнителни испитувања и ако имаме проблем веќе од овие што ги спомнавме, тогаш одлучуваме да го вадиме. Тогаш се отстрануваат и се вадат. Не, затоа што е сепак добро чудна работа и би било штета да ти нешто оперираш, па после година-две пак треба да оперираш и така. Така да. Која би била препораката? Рековме да, миомите, цистите ги споменавте, се откриваат на овие прегледи кои што секако редовни. Да, редовни прегледи. Треба ли да се плаши жената кога ќе речете, се извинувам, имате миом на матка или имате цисти или имате чоколадна циста, мислам, девојка, жена без разлика. За се што ќе им кажеш, они секако нели непријатно е кога ќе ти кажат било што, се е непријатно и неубаво, али ако добро размислат и ако правилно размислат, сепак не би требало да се плашат, бидејќи ако нешто имаш, што и да е, многу е подобро да го откриеш на време и да го знаеш дека е тоа. Затоа што ти може да имаш нешто и не знаеш дека го имаш и тоа си расте, си работи и кога ќе дојде до ситуација дека не ви дава симптоми, не ви дава потешкоти. Сега е више касно, да. Затоа е подобро колку и да изгледа во моментот, што и да ти каже докторот, гинекологот или да кажеме во друг дел, друг доктор да е, ако нешто ти открие на време, значи тоа колку да ти личи страшно, сепак е добро што е откриено. Значи не е добро што ти го имаш, али е добро што сте го откриле, заради тоа што кога ќе го откриеш, onda може да го решиш. А ако не го знаеш, не можеш да го решиш никако. Затоа е добро тоа и затоа не треба и затоа не треба да тоа толку бидат уплашени, за да дојдат во ситуација да не знаат што е и да после ги фаќа паника или да направат некој потек неадекватен и така. Затоа е подобро да трезвено, убаво го размислат тој дел и да видат како што ќе совети, да ги послушаат советите на докторот, на гинекологот, за да дојде до ситуација да тоа се реши без да им остави никакви последици. Значи не само последици по живот, по здравје, него и по репродукција, нели зборуваме за женското здравје, кое што треба да биде зачувано. Кај младите особи, со ултразвукот кај што ги откриваме, не само миомите, него полицичните овариуми. Полицичните јајници се исто голем проблем кај млади особи, а често се јавува, тоа е заради неадекватно лачење на хормоните. Значи тие може да бидат нормални во концентрација, али неадекватни се меѓу себе. И ако ние тоа не го решиме на време, значи што покасно го решиш тој проблем, тоа потешко се решава. Значи кога ќе го откриеш порано, полесно ќе го решиш и полесно ќе дојде до ситуација таа жена да си биде девојка, жена да си биде во се да репродуктивно здравје да биде сосема во ред. Така, да. По завршување на бременоста и раѓањето на бебето, кога првиот гинеколошки следен преглед да биде? Па ние обично правиме да биде после месец и нешто да се види дали матката вратена во нормала, што би требало 45 до 6 дена да биде се вратено во нормала. Да видиме дали е тоа, да не има нешто заостанато во ендометриумот внатре и така, да видиме јаниците како работат, тоа, а после 3-4 месеци веќе се прави и пап тест и понормален гинеколошки, поопширен гинеколошки преглед. Како оние редовни годишни контроли, така, после завршување на доењето се прави и преглед на дојките. Сега ако евентуално во текот на доењето настанат некои проблеми во однос на тоа неуспешно доење и така, па да настанат као воспаление на дојките и не да може да дојде до абцес, па да се решава тоа. Затоа треба и тогаш да се јави, без разлика што е во фаза на доење, иако као баш класичен нормален преглед на дојки се прави после завршеното доење. Така.
а и некогаш можете и да си се консултирате само со вашиот матичен најубаво, гинеколог, да, така? затоа што и да е, како и да е, најубаво е консултацијата, затоа што тоа е место каде што ќе добиете најдобар совет и најдобро да знаете што треба да направите. Так. Значи, вака читање по социјални мрежи, ова било, она било, малку како ги затупува луѓето, не знам како да го објаснам тоа, бидејќи многу сега се... И завлегувате во повеќе стравови, во повеќе така, стравови, затоа неизвестности. што не сите луѓе на ист начин си ги доживуваат проблемите. Значи, имало случаи кога работев во болницата во Чаир, сега сум бил дежурен и сум ги пораѓал ноќта кои биле како били, ти гледаш са барето дека една што се породувала исто со другата особа што се породувала до незешто и тај објаснува како лошо помирала на раѓањето, а двете помирале речиси исто. Значи, не сите луѓе исто ги толкуваат работите и исто ги доживуваат. Некој ги доживува со повеќе травми, некој со помалку. А во социјалните мрежи луѓето си пишуваат се и се што, и најверојатно од своје лично искуство и си го пишуваат тоа и си го кажуваат, што не е тоа лошо, али слушајќи ги тие работи може да дојдеш до лоши заклучоци. Затоа е најдобро, ако некаков проблем, како проблем имаш или ако не мора да е проблем, чисто совет, чисто консултација, како што кажавте, тоа е исто многу поволно да си појдеш кај својот гинеколог кој што ќе ти даде правилен совет, него да бараш од искуства од други луѓе. Така. Ви благодарам за гостувањето. Толку се помина толку брзо. Помина времето, да. Добро, баш ми беше пријатно и убаво. Се наведувам и се извинувам, следен пат ќе дојдете, иако рековте оставате предност на ја помладите. Да, секако затоа што младите, нели, светот станува на младите секако и тоа е убаво да е така, али пак ќе Ама вашето искуство и знаење мора да го пренесувате на помладите. Ви благодарам уште еднаш. Фала и вас и поздрав до сите гледачи на телевизијата. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.